Кина е голем пазар, а Volkswagen голем играч на него. Затоа и годинава на теренот истрча со бројна екипа составена најмногу од спортско корисни возила. Ги имаше дури 5 нови, од кои 4 се наменети само за домашниот пазар. Нивната задача ќе биде до крајот на идната година да го удвојат учеството на ваквите возила на 40%. Не беа заборавени ниту класичните модели, предводени од новиот Сагитар. Тој е продолжена верзија на Jetta и ќе биде задолжен за зачувување на долгостекнатиот имидж. За зголемување на преходите пак ќе се погрижи новата марка токму со тоа име. Незината гама ќе се состои од ценовно прифатливи модели, еден седан и два кросовера. Најинтересен меѓу нив е Jetta VS5, кој всушност е ребрендирана верзија на Seat Ateca. Дизајниран е во Волфсбург, а ќе се нуди со цена кој ќе биде за неколку илјади долари пониска од сродниот модел со знакот на Volkswagen. Истите ознаки ексклузивно ќе бидат резервирани за електричниот кросовер ID Rooms, кој на пазарот ќе се појави во 2021 година. Ќе биде пласиран најпрво во Кина, а потоа и низ целиот свет. Поголем е од Touareg и има 3 реда седишта. Дизајнот со своите јасни и хомогени линии му е воздржано футуристички, што укажува дека неговиот развој е во поодмината фаза. Спротивно на тоа, од модерната и практичната внатрешност се пристапува преку лизгачки предни и задни врати, што е решение кое тешко дека ќе се најде кај серискиот модел. Опремен е со систем за автономно возење од 4-то ниво, што овозможува предните седишта да се заротираат према внатре за полесна комуникација меѓу патниците. Управувачот е интегриран со дигиталниот кокпит и се извлекува кон возачот кога тој ќе ја презеде контролата. Новиот ID Rooms располага со 2 електромотора, по еден за секоја оска со комбинирана моќност од 306 конски сили. Батериите му се сместени во подот и треба да обезбедат автономија од 450 км. Volkswagen групата во Кина соработува со 3 домашни компании, има 16 фабрики и продава повеќе од 4 милиони возила годишно. Плановите за идната предвидуваат таму да се пласира половина од производството на електричните модели за кои се градат 2 нови фабрики со капацитет од 600.000 возила годишно.